Добар ден на сите. Моето име е Вилма Дамјановска, ученичка во Средното стручно училиште Владо Тасевски Скопје и во оваа лекција ќе го објаснам начинот на прием на книжени поштенски пратки. При прием на препорачана пратка и вредносно писмо во пошта, испраќачот треба да го пополни образец од потврда за прием на пратка. За препорачаната писмоносна пратка, испраќачот може да побара одредени посебни услуги и тоа препорачаната пратка да се врачи како итна, да биде со повратница, да биде со откупнина, со авион или пост-рестант. При поединечен прием на препорачана писмоносна пратка, поштенскиот работник треба да ги изврши следниве работни постапки. Да провери дали пратката ги исполнува пропишаните услови за пренос во поглед на адресирањето, пакувањето, тежината и димензиите. Да провери дали е правилно пополнета потврдата за прием на пратката П2 и овие податоци да ги спореди со оние запишани на пратката. На пратката, во левиот дел од адресната страна, да залепи R налепка, да ја утврди масата на пратката. Да ја пресмета и да ја наплати поштарината според ценовникот на поштенски услуги. За износот на пресметаната поштарина да залепи поштенски марки во горниот десен агол од адресната страна и да изврши нивно жигосување. Под R налепката да залепи налепка за евентуално барани посебни услуги, една по друга. Во образецот потврда за прием на пратка да ја запише тежината над 20 грама, приемниот број, износот на поштарината и да стави јасен отпечаток од поштенскиот жиг. И да ја завери потврдата за прием на пратка со јасен отпечаток од поштенски жиг и заверена да му е даден испраќачот. На овој слайд е покажан приемот на вредносно писмо кое содржи вредност од 1500 денари, кој се испраќа од Васил Мојсовски, село Извор, Прилеп, до Марија Линовска, улица Петар Поп Арсов, Кратово. Испраќачот ја побарал посебната услуга Итно експрес. За примените вредносни писма се води евиденција на секое работно место кое прима вредносни писма во образецот Книга на примени вредносни писма, образец П9. Овој образец се води месечно во еден примерок, поединечно за секое примено вредносно писмо. При поединечен прием на пакети, поштенскиот работник заедно со пакетот од испраќачот презема и пополнет образец, приемен лист со спроводница, образец П11, кој е составен од 3 страници. При прием на пакет, поштенскиот работник треба да го утврди следно. Дали пакетот ги исполнува пропишаните услови како тежина, пакување и димензии кои се објаснети претходно. Дали е правилно пополнет образецот приемен лист со спроводница, односно образецот П11. Да ја утврди тежината на пакетот и истата да ја запише на пакетот под пакетската налепка и во приемниот лист со спроводница. Да ја залепи пакетската налепка во горниот десен дел на адресната страна. На пакетот со означена вредност под пакетската налепка да ја залепи В налепката. Да ја пресмета и да ја наплати поштарината и истата да ја запише во образец П11. И да стави отпечаток од поштенски жиг во образецот П11 и истиот да му го предаде на испраќачот. Во меѓународниот поштенски сообраќај, доколку испраќачот предава кршлив пакет, поштенскиот работник треба да залепи налепка Колис Фреџел. Се надевам дека со оваа лекција ви помогнав да ја научите постапката за прием на книжени поштенски пратки, односно начинот на прием на препорачана пратка, вредносно писмо и пакет. Ви благодарам за вниманието.